Знаете што има ново во Toyota? Toyota Aygo Cross. Стил, препознатливост, уникатност, носител на нова револуција за градскиот автомобил. Ова е уникатен кросовер. Без разлика дали сте во град или на отворен пат, градскиот автомобил едноставно мора да се истакне со својата уникатност, компактност, агилност, а кога сме кај тоа, Aygo Cross е дизајниран за најтесните градски улици. Има исклучително мал радиус на вртење од само 4,7 метри, односно еден од најдобрите во сегментот. Најдобар во сегментот е и во уште нешто. Багажниот простор од 231 литар водечки во класата. Оно што ми го привлече погледот на прва, тоа е, например, оваа чили огнена боја и има тука приказна. Новиот концепт на бои на Toyota е инспириран од различни зачини, каде секоја боја ги доловува вкусовите на купувачите, но и карактерот на автомобилот. А сега да го пробаме внатре каков е. Внатрешните детали се совпаѓаат со надворешноста за да дадат препознатлив дизајн и на внатрешноста. До толку внимавале што ако одблизу ги видите седиштата, ќе го приметите символот X. Дискретно е зашиен нели во ткаенината, а името исто така суптилно се проткајува во остриот изглед на фаровите за да се обезбеди силен и кохерентен идентитет. Aygo Cross е автомобил кој зрачи со карактер, дури кога стои во место. Едноставно дава чувство на робусен, онака оди секаде став, go everywhere, како што доликува нели на некој топ кросовер модел. Aygo Cross прави голем чекор напред во однос на безбедноста, воведувајќи го Toyota Safety Sense како стандардна опрема за прв пат кај компактниот градски автомобил од најмалиот сегмент. И секако, како и сите возила на Toyota, поседува 10 годишна гаранција. Види, сите викаат нешто, Ептен си бил висок, ама вако живо не делуваш така високо, што знам. Видиш, Жаре, па и ти треба да знаеш дека камера ти менја едно 50 сантима, а на тебе обично делувам едно 50 сантима повисок него што сум уживо. Грешка си не е така. Како мислиш? Еве гледаме, понизок сум него уживо. Па така 50 сантима разлика е, ама ти одзема. Јас во живо сум повисок. Да, може управо си. Право сум, слушам што ти звонат. И одиме сега со нашиот гостин, кој годинава слави 40 години од кариера. Тој е искрено мој еден од најомилените музичари. Неговите песни се песни со кои што имам пораснато. Многу ги сакам негови, посебно некои негови постари песни, некои што се Ептен големи хитови, некои што не се. Ќе зборуваме за сите нив заедно со единствениот, дури толку единствен што едно име има. Дарио! Само Дарио! Секогаш си дотеран човек. Па добро се трудиме. И секогаш ти го зборам истото дека секогаш си дотеран. Сега па ја пробав, знаеш, имавме една емисија, ти беше зелено, вакво, и сега викам кога ќе дојде Дарио, сакам и ја зелено да видам. Да, прошли пат бевме, имавме зелени детаљи колку што памтам, да. Имавме како договорени, да. Овој па сме распар. Така да, ништо не направивме. Можда боле. Па и да. Дарио, 40 години кариера. Тоа е стварно бројка што е ретка, како да кажам. И кога ќе се навратиш, односно нема некој ќе се наврати, кога ќе прочиташ така, Дарио Пангоски како и да пишат 40 години кариера. Што прво чувство ти доаѓа кога ќе прочиташ тоа? Страв ме фаќа. Страв те фаќа, да си викаш леле години. Па така дело е малку грандиозно звучи. Нели? Ама не е страшно. Мислам дека човек треба да биде задоволен што успел еден толкав период да биде актуелен, да работи, да твори, да создава нон-стоп ново. Мислам дека не е мала работа во секој случај, а па специјално за една ваква мала земја, така толку дугачка кариера, мислам дека е многу ретко. Премногу ретко е. А знаеш, мислиш дека клучот во што е клучот?
не може, пример, човек не може да знае, посебно музичар, кога е дека ќе му бидат песните, хитови или вамо таму, нели, не можеш да знаеш. Не можеш никош да Одиш знаеш. по чувство, што тебе ти се допаѓа, некаква По интуиција, интуиција. да, интуиција, или тебе што ти се свиѓа, или некој пат гледаш што е интересно за публика, што бара публика. Така е. Јас секогаш сум се трудел, има една интересна работа, не знам другиве колеги како работат, но интересно е што јас секогаш сум се трудел да песмата биде хитовска, да се запамти, да се Да памти, биде. да има рефрен. Значи, чекај, ти се ставаш позади публиката. Ти публиката на прво место ја ставаш? Да, апсолутно. Апсолутно. Ја размислувам каков ефект ќе има кај публиката, кај тие што слушаат. Дали ќе паѓаат у севдах, дали ќе се радуваат, дали ќе играат, Или не е во кој битно. сетинг ќе се слуша песната? Апсолутно. Ќе се слушали така кафански, ќе јас се секогаш слушали- викам песна без рефрен, да те удри у глава, не е песна. И си пробувал, да речеме, да настапуваш не научно сега, да не го направам дека тоа е некако квантна нуклеарна физика нешто, ама си пробувал да математички да настапуваш во правење на песни? Не. Да сум правил математички песни, до сега ќе имав сигурно секоја година по 10 песни би правил. Не можам, не сум таков створен. Да. Ја правам тогаш кога осеќам нешто, кога сакам, кога морам да ја направам песната. Тоа може да биде еднаш годишно, Да. 2 пати у годината, 3 ми е рекорд до сега. 3 Да, песни. ретко правиш, многу ретко правиш песни. Па тоа е тоа, ама па не можам, сега не ми иде. Да бе, тоа си Не е ми тоа, иде и што да готово, сега не можам со сила, морам да имам пред одмори за на плажа песна. Мислам, тие фазони сум ги прошла одамна. Да. И како те натера или што те натера за последна? Значи последната се вика какви се овие какви се ова времиња. Да, Извини. Има и видео, видеото ќе го видиме на крај на емисија, ќе го пуштиме, нека се спреми. Ја мислеше, не ја мислеше, ти беше моментална инспирација. Како да ти кажам, инспирација. Ја знаеш како викам, оваа песна е напишана у 10 минути. Станав, се будам, зијам хартија лист и ја пишувам цела, као некој да ми држи рука и ми ја пишува песната. Значи у 10 минути, еве 15 нека се, ја напишав са бајле цела песна. И тоа не значи дека тогаш ми била инспирацијата. Така е. Веројатно тоа тлеело со години више, година, деценија, 2, А на што мислиш? на све ова што се дешава околу нас, знаеш. Што е тоа? Со све. Комплетно. Општество, музика, Морал. понашање, морал, етика, неваспитање, екологија, болештини, војни. Знаеш, си викаш, чекај бе, кај живееме ние, човече? Какви се ова времиња? Какви се овие времиња кај што ние живееме, а нешто глумиме дека сме супер, дека сме хепи, так. Сега, вамо гледаш дека Да. у комшилук ти се дешава нешто страшно и сега испаѓа, знаеш, порано вика, како се викаше на баба се чешла? Село гори. Село гори, баба се чешла. Ова испаѓа Европа гори, а ја идам у тоалет и правам селфи. Да. И ставам јако силикон. е. Не иде, бе, Да. не личи никако. Не знам што да кажам, глобално размишљање дека очигледно дека ние као луѓе, човештво, нешто Некој пат секоја наредна погрешен нова сме генерација подекадентно се понаша, знаеш. Не знам што да кажам. Работа сме ја утнале на некоја раскрсница, значи треба ставање прст на глава, враќање на раскрсницава и да го фатиме тој пат оказот на другата страна. Какви влево. се ова времиња, спотот го гледаме на крај, а да се вратиме на годишнината, на големата бројка, 40 години јубилеј. Имаше идеја да се направи концерт за 40 години, така? Да. Ти се конкурираше фино, лепо во Министерство како изведувач со толкава кариера, со 4 децении и сето тоа. Видим, Така? Тоа беше лани фактички, официјално, прошлава година. И јас решив, ајде, викам, да беше уште пандемија, она, ама веќе беа попуштаа мерките. И викам, ајде, тамо негде пред нова година ќе се попуштат мерки, веќе може да направиме еден убав голем концерт. Да се одбележи. Да. Се работата е што јас, кога одбележувам такво нешто, сакам да биде на ниво, што би се рекло. Види, ти Значи, за настапи си таков. Да, и да. настапите многу ретки ти се, ама скоцкани. Да. Сега рачунај, ако биле така скоцкани убави пред 20 години концертиве, ова што сега сакав да го што го планирав, веќе го испланирав јас. Значи со снегови, ветрови, магли, играчици, чуда, На која спектакли. песна што да се случи? Да. Бенд огромен, лайв целиот. Значи сакав да направам, во план ми беше да направам еден спектакл и да се каже
види бе мајко му, и македонец може да направи ваков спектакл, да се... Па се кога да се има веќе толку одушевиш. хитови кроз толку Да. децении, зошто не? Да, пошто стално странци ве нели прават нешто спектакли, ние правиме нешто концертчиња Ама тука. имаат буџет. Има буџет. Па апропо тоа, значи беше целата конфигурација направена, спремна и викам ајде као секој нормален музичар и добро васпитан човек, ќе се идам по редовен пат. Држава предпоставувам дека има Министерство за култура. Тоа министерство ќе испочитува веројатно една кариера од 40 години, континуирана, цел живот на македонски јазик, значи нон-стоп. И добро, најнормално конкурирав, поднесов документи, чекав ред пола сат за да ги дадам документите, пошто не постои онлайн, хард копи, мораш да ги даеш на тетката да удри печат. И окей, заврши тоа, да не должам работата што е на крај. Конечно, кога добив известување, излезе дека Министерството за култура ми излегло во пресред со 1/10 од бараните средства. 1/10. Што јас ке правам со 1/10? Колку е тоа, за пример? Да не збориме сега за цифри. Неколку илјади. Ако биле 50.000, ти дал 5.000. Ако биле 40.000, ти дал скоро 4.000. И што може За да се направи 40 години со кариера. 3-4 што може да се направи, пример? Па немам појма, не можеш со бендов да се издоговориш, само проби да направиш и да... А не па да свират. А камо ли друго. Така да, страшно ме разочара тоа и мислам дека им напишав еден мејл до Министерство за некултура, ги направив лом и им реков дека не ми Тоа ти ги треба одбиви? ништо. Им одбив, да, им ги одбив средствата. Им реков да си ги стават тамо кај што мислат дека треба да се стават у фиока и да си ги искористат зашто сакаат. Такви средства не ми требаат. Мене социјална помош не ми треба, јас сакав да направам нешто што ќе се памти, за кој ќе се збори у наредните 10 години и младиве деца ќе решат, чекај бе, дај и ние да се бавиме со музика и македонциве има, значи, некоја логика, има зашто да се бавиме. Не се само од страна. Па кога држава, општество не ти дозволува да направиш нешто такво, да ги научиш децава дека и македонска музика е добра и дека може да се направи концерт со тоа, тогаш на здравје, што да ти кажам. Дарио, а општо земено, македонски не само и музичари, него и други бранши и други луѓе кои креираат, да речеме, не се доволно почитувани. Апропо овој муавет, знаеш, не дека конкретно зборам за Министерство за култура, него и судот на јавноста па некогаш не ја дава поддршката за македонско, бидејќи е македонско. Да, апсолутно. Тоа има шанси да се менува, треба нешто, можеме ли воопшто нешто да направиме? А не знам дали Ако не може. промениме тоа, некако како мала држава, па и ќе ја изгубиме смислата. Па очигледно дека на луѓето имаат некој самоуништувачки синдром, знаеш. Све што е наше не е добро. Не чини. Не чини, не знам. Или Тоа- најмала тоа- дека подобро е странско. Тоа е феномен. Например, најконкретен пример ќе ти кажам дека деновиве нешто преговараме, договараме за некои настапи и во една од најголемите дискотеки, најпознати во Македонија, го дознавам муабетов дека им се извинуваат на наши изведувачи и на мене, ама не може да постигнат цена. Зашто? Затоа што публикава за странски пејачи од Балкан, не е битно, не прават проблем да платат 1000, 2000, 3000 денари, не е битно, а за македонски изведувач е проблем над 200 денари. Карта. Значи, кој е тука крив? Да. Значи, очигледно дека имаме некој синдром на декадентен синдром. И тоа мора да се промени у кодот. Не знам дали е у генот тоа или сакаме. што е. Ако сакаме, јас тоа И содржаше... на кој енклава ќе си видиме некоја. Значи, тоа го содржаше и мојот мејл, што ти го спомнав за Министерство. Значи, ако вака продолжиме, после сакате, нема македонска музика, нема македонска култура, нема идентитет, нема да има ништо. Да и пошироко после оди работата. Апсолутно, тоа не е наш домен, али очигледно дека Да. и кај тие што е нивни домен, така некако иде работа. А во некои други времиња, кога поинаку беше и многу повеќе се ценеше, кога Макфест беше фестивал со кој што Европа можеше да се горде и слично, кога ќе се вратиш на тие времиња, без сега тука превозрасен да те правиме,
Какви времиња беа, знаеш, на што како контраст ако гледаме? Види, јас само ќе ти дам споредба што се однесува до ова нашава музика, сега што го зборевме. Да. После самостојување, тамо 91 година, тоа беше таква еуфорија за македонска музика. Па тоа беше хитови, песни, концерти, посетени, тоа беше по 2, 3, 4 концерта македонски се распродаваа. Секоја песна, не моја, од мене и од колегиве, секоја песна втора, секоја беше хит за 48 сата. Да. И 90% од тие песни денеска се евергрини, се пеат и се вртат. Така. Значи, друга сатисфакција. Била квалитетна музиката, не дека... Значи, ние не збориме џабе на памет. Очигледно тоа е доказ дека биле добри песните, но имаше глад за тоа, за македонска музика, за хитови, за поп, за рок, за се едно. Што и да е. Препосетени концерти, преслушани песни, премногу телевизии, ток-шоу програми, забавни емисии, нон-стоп си некаде, луѓето те гледаат. Буквално во тие 80-ти години, 90-ти години посебно, значи имавме статус на звезди. Да. Во секоја смисла на зборот. Да. Како изгледаше, да речеме, еден таков настап, ден, како да кажем, пример во време на Бонтон, ако го земеме, еве, пример пред, така, крај на 80-ти, како му доаѓа. Да. Ова е веројатно некоја си тоа време. Тоа е Бонтон, да. Така, да. Какво е, знаеш, популарноста, таа некоја си мега популарност која што ја имаш како музичар, како пеач на македонските Дюран едно друго. Да. Како изгледа едно секојдневие на младиот Дарио тогаш? Види, тоа беше многу интересно. Тоа е нешто што денеска не може да се замисли. Сега џабе да го кажам, нема да верува. Ако, добро. Значи ние бевме прво голема атракција. Шатирани, коси дугачки, жути шалвари, тиркизни чизми платнени до овде. Цвикери навечер, никој не носеше, ние носевме темни цвикери навечер, ради имидж. Мислам, бевме буквално некој, не бевме пандан на Дюран намерно, не бевме ние копија. Едноставно ние така се осеќавме, така го осеќавме дека треба така Дюран. Оригинални бевме так. И паралелно го правевме тоа со овие у Европа. Так. Бевме стварно атракција и на сцена и вон сцена сегде. Смислено тоа беше се. Знаеш како се договаравте вечерки изгледаме вака и вака? Да, ништо случајно нема тука. Се договараш, да, ако излагаме, сите излагаме средени како што треба, наступаш онака атрактивно, кога ќе влезеш негде има сите да те видат. Се некој пат може се сопнеш пошто носиш темни цвикери навечера се утепаш, али све се случува и тоа. Па еднаш два пат се случило, али се ризик, нели? Инаку се е случувало. Урок службе. Знаеш како? Кога доаѓавме на првиот или вториот, не знам, Макфест. Добро. Ние не можевме пола саат да влеземе у хотел. Таа мала маја кога ја пеете 87. Прво беше Старо купувам, купувач на Старо. Тоа е првиот Макфест, најпрвиот, 86-та. Првиот Макфест, првата песна на првиот Макфест сме ние. Број 1, почна така Макфестот. Веќе вториот кога дојдовме, прво не можевме пола саат да влеземе у хотел. Значи тоа беше као што гледаш на филмови. Пази, дојдени за вас. Да. Све девојчиња, девојчиња, не знам, 100, 200, не знам колку да кажам. Какви, цел паркинг беше. Прво не можевме да се пробиеме. Кога ќе се пробиеш, ќе влеземе, ќе те направат лом, не можеш да се потпишеш, не можеш ова. Па не си одат. Стојат доле на паркинг и викаат. И чекаат. И ние се идеме на некој спрат у соба, не знам тамо, изимаме слики, фотографии, купишта и ги фрламе од 8 спрат, да кажеме, и тоа доле мравјалник, само гледаш како се барем потпишани или слики? Потпишани, да. Добро. Мислам, стварно феномен. Баш. И од такво нешто, од овде, и сега да дојдеш до овде. Тоа е уметност. Да. Уметност негативна. Бидејќи ако гледаш по некоја логичка прогресија, требало па нагоре да оди. Апсолутно. И во денешно време млади звезди да се па уште Па види, јас секогаш тврдам дека јас и уште 4-5 колеги од тоа време, што се уште се бавиме со музика, да бевме у било која земја надвор, не зборам за Европа, овие у околина. И Балкан. На што ќе беше тоа? Мислена именка, значи светлосни години разлика. За жал, ќе мора нешто во кодот македонски да се менја.
Да пробаме. Кога решаваш сам, бидејќи спомнавме Бонтон? Сам како решаваш да тргнеш во соло кариера? Сме решиле, веројатно не се ни сеќам, да се распадне таа група, немало више каде да се оди. И со што почнуваш? И почнувам соло кариера само како Дарио, 1-2-3 години, тоа е со третиот, мислам веќе третиот или четвртиот Макфест. Другото поглавје во мојата кариера се случува Дарио и МиГ-21. Тука се више хитовите тргаат. Тука веќе почнуваме со официјален албум. Тука е Косоока, тука е Ладна како камен, тука е Викни ме на чајите и ударните хитови што беа, одлични, фанк, људ фанк. И во тоа време никој не свиреше фанк. Значи ние почнавме моите поглавја во кариерата, знаеш како одат? New Wave почнуваме. Меѓу првите New Wave овде. Прв во фанк, после фанк фазата латино, трета фаза, латино тука се дупли водки, нека биде што биде и така натаму. И потоа се вртиме четврти, кој пети више поред, па одиме на овие балкански етно малку кафански, плех оркестар, нешто во позадина. Певачи, малку, класика таа шема. И мислам дека, знаеш, секогаш нешто менувам. Се следало. Да, значи никогаш не сум бил монотон, ист, досаден. А МиГ-21, освен што е борбен авион, што е у твоја МиГ-21 беше бенд. Ние фактички почнавме како тројца. Добро. Тројца луѓе, јас, Владимир Груневски и Александар Чекреджи. Направивме еден бенд, го направивме албумот. Не знаевме што да очекуваме од албумот. Фанк. Кој ти слуша фанк во Македонија? Немавте име, имавте само бенд. Да. Добро. Го пуштивме албумот, почна по радија да се врти ко лудо, Ладна као камен, за 24 часа стана хит. Ама тогаш на радио, кога станува хит, значи глобално сите знаат, сите слушаат. Така. Не е како сега 250 радиостаници, не знаеш кај попрво си чул, кај не. Викни ме на чај станува хит за одма наредната недела веќе. Сега што е интересно, Косоока. Косоока нигде жива ја нема. Никој не ја врти, никој не ја знае. Огромен хит. Математички гледано, Косоока не е хитовска песна. И за хит да те убие у глава директно, треба Ладна као камен, Ладна као камен, Ладна као камен, не можеш да утнеш. Ке ти влезе у глава, па мајка ја наде. А Косоока, ако можеш, врати ми ја Боже, па мене носиме вамо, па мене врати ме тамо, па дали те има, па дали... Косоока е едно од абстрактни текстови што постојат. Значи, рефренот е... Ти не знаеш што пее човеков. Рефренот е... Починала, не дај Боже, ја нема, измислена е. Рефренот е Рати мир. Значи, книга, цела тетрадка. Книга е, точно. Сега се случува да после, веќе месец, 2, 3, не знам колку, овие се вртат хитови, ние стануваме фанк, више познати, не знаат. Почнува случајно сосем еден човек кој му фатило уво да почне да ја форсира. Му се свиѓа, ја пушти. Да. После тоа станавме одлични пријатели, диџеј Крле беше тогаш. Чекај, ја пушта на настапи, на радио. На првото радио приватно у Македонија. Диџеј Крле од Sky. Sky. Да. Првото радио. И он почна да промоција уживо на радио се прави. На радио правевме, ние се промовира директно со Драган Костич, идеме, збориме промоции, значи во живо. Да. Он почна да врти за свој кејф, ја форсира, ја слушаат, почнуваат и другите да ја вртат. И дури после неколку месеци Косоока станува грандиозен хит и останува до ден денеска. Значи можеше и да не биде ништо, како што се десило и на многу мои наредни албуми, кај што има гениални преубави песни, а никогаш не станале хитови. Па сега да се подсетиме на едно од нив, на еден од тие мега хитови, да чуеме Мал делева, не мора цела да ја тераме, дај да заспијам. Ајде, може. Така, да се подсетиме на тоа. Ајде. Постојам, не живеам, иако не признавам, мислат пијам, а јас пишувам. Една чаша, еден збор, песна пеам за неа, не знам како да ја довршам.
Река чаши спорови, сказна недовршена, тешка ми е само првата, а на крајот остана чаша скршена и на неа драга дланка крвава. Дај да заспијам, дај да отидам, да заборавам. Дај да заспијам, да не запеам песна за неа. Во почетокот на ноември 1962 почнува да врне дожд, ама е ден да врне. Во еден момент Вардар се излева од коритото, го поплавува Скопје и 9 месеци подосна, на 26 јули 1963 За мене? Ова е чај, друже. Ти го правиш? Што? Што да зборам? Назад во емисија, оваа песна, како и дупла водка, некако се тие така некои раскрсници кај што фаќаш некој друг правец, би рекол. Значи од тој некој new wave едно друго во фанкот, па потоа пеење за чаши скршени, кој што реков, медланки крвави. Да. Ти беше ли пример малку за дупла водка страв како Дарио ќе го прифатат да пее такви песни? Како плех оркестар во песна од Дарио? За дајте една народна мислиш или Тоа целиот тој дел натаму, знаеш, што одиш. Тука има такви два преломни момента. Првата е токму оваа што ја чувме Дај да заспиам. Затоа што во Дај да заспиам, тоа е едно од текстовите кои не се мои. Аха. Од ретките текстови кои не се мои. Тоше Поп Симонов ја напиша. Јас имав тотално друг текст за таа песна. За Дај да заспиам. Таа се викаше во оригинал Моја Латина. Значи пеев за некоја од Латинска Америка. Ти имаш на крај Моја Латина. Подоцна на некој интерфест во Битола. Добро. Текстот си го искористив на друга музика и си ја направив Моја Латина. За некоја принцеза замислена преку пампаси латиноамериканска. Да. Значи тој текст требаше да биде Дај да заспиам. Ајде. Место Дај да заспиам беше Моја Латина. Ајде, што. И сега Тоше Поп Симонов седиме у студио. Дај да го видам текстов, добро. Батали текстов, чекај малце, ја дремам у студио, он си отиде горе, се врати за не знам колку време, сат, два, да, и ја донесе. И ја читам, раце крвави. Ало, не сум ја кафански пеач, раце крвави да пеам. Мислам, тоа беше шок за мене. Слушај ме, кога ти кажам, ова е тоа. Се натегавме повуци, потегни, да, не ќам сакам. Ајде ја пробавме, ја отснимавме. Аха. И таа беше единствената латино песна, значи првата прекретница према латино моја, па и према овие кафански балкански тренд на фанки саунд албумот. Значи албумот е, пази, фанки саунд, све фанкови тешки, само оваа беше таква специфична. Аха. И таа беше таа уби од цел албум, таа стана хит. А пошто ја спомнавме, дајте една народна, таму има баш цело делче со плех оркестар и тоа онаков за качување на маси. Таму е мрсно многу. Да, тоа како па се натеруваш на тоа беше исто шок. Јас таа песна, тука е пак една прекретница, ама многу беше на ивица. Имав некој концерт во Битола, памтам. Аха. После концерт поминавме гениално, како и секогаш. После тоа идеме у некој ноќен клуб. И сега влагаме у ноќен клуб, нормално си дошол тука елита, собрани луѓе, дотерани, жени убави, дотерани, пицикато, мушки, средени, преубаво, отмена атмосфера една. 1 сат, 2 сат, доаѓа 2,5, се пушта еден мрсен народњак. Преократ, а? Целата таа отмена елита, Добро. со штиклите беа на шанк горе качени. Спуулавеа. Значи хаос. Ја доживам тука културолошки шок. Гледам и си викам, значи
ова е тоа што се бара. А навидум луѓе како тебе, знаеш, пошто сепак Да, тоа да, не се да, не да, знам, да. него си викаш Како супер не? дотерани, убави, Не, не, не. средени луѓе, бамо. Перфектно, битолчани се А, барем си познати за сакаш дотерување. ова, значи. Значи ова се барат, значи тоа беа почетоците на она кога почињаат луѓе да бараат нешто друго. Чим тоа сакате, тоа ќе го сервираме. Ја направив дајте една народна, ама Тоше пак ме изненади, Добро. Поп Симонов, со тие трубите. Значи кога ги Не бе оплан на слушнав, почеток. беа, Напојдоков. јас имав една линија, ама они додале и некое соло, онакво драгачевско. Така е, го има мрсно. оној моментот да. Тоа таму. Ја бев у шок, Вака што те ќе тера. правиме, ова е ризик, голем. Многу е ризик. Ја пуштивме на радио, тогаш беа првите, беше 5-6 радија шминкерски низ Скопје. У радио која примија песмата, вика, слушај, сечи ова за да може да ја И вртиме. врати. Моравме да ги сечеме, тие трубачите, да ги сечеме, да ги Има скратиме. и радио верзија без трубачите? Да. Моравме да скратиме, пошто тогаш беше шминкерско време. Никој не идеше у кафана. Срамота беше у кафана да идеш. Никој не идеше у кафана, Како никој се не слушаше сменија времењата. народњаци. Направивме верзија, почна да се врти таа верзија по радијава, тогаш немаше интернет, YouTube да гледаш. се слуша таму. Арно, ама почна да се врти и по локали, по кафичи, по дискотеки. Правата верзија, која уште поише ги погодила у нерв луѓево, и така отиде, спотот го направивме. Со тоа. Да, тоа беше кафана до даска. Да се подсетиме на такви неколку хитови, да сврземе, ние да сврземе, значи, сами, еве без Дарио, да го изненадиме, неколку хитови од Дарио во некое такво миксче. Ајде. Ајде да чуеме. Инструментал.
Ајде, има таман време за јадење, викам. Tower Combox за мене. Мартина, Tower Combox Hot and Spicy. Океј, Владо сака бокс мастер. Злат, Junior Twister. Стефан Андреа, Family Bucket? Да, може. Океј. Ѓоко, гладен си ти? Гладен, океј, за Ѓоко 4 трипл дабл бургери, Сандерс Бакет, 10 копанчиња, 5 крофни, нарачано. Етета. Повелете. Кога нарачав, кога стигнав? Со првиот допир го осознаваат светот. Среќни сме, гледајќи ги како уживаат. Во секоја преградка, безгрижна игра и секое капење. Нежната бебешка кожа бара нега, а на особено чувствителната кожа потребен е експерт на кој му верувате. Во соработка со врвни педиатри и дерматолози, ние ја развивме клинички тестираната Бекутан Сензитив колекција. Бекутан Сензитив. Нежно, уште од првиот допир. Крцкаво однадвор, сочно одвнатре. Сандерс за вас подготви неверојатно вкусна понуда за само 169 денари. Нема кој може да одоле. Дојди во било кој од KFC рестораните, зашто највкусното пилешко е во KFC. Ептен сте брзи, супер да се соработува со вас. Секогаш сме тука. И со колегите консултанти од Мкеш, и со продавниците за пари, и онлайн. Тоа не е се, Мкеш имаат и одлична исплатлива програма за лојалност која се активира уште од првиот кредит. И тоа не е се. Овие 2 месеци славиме 7-ми роден ден и повторно те наградуваме. Со секој кредит од Мкеш влегуваш во игра за една од 200 супер награди. М први, М брзи, М најдобри. Мкеш. А како влезе кутија? Од многу обврски немам време ни за децата. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам среќни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Петар Грашо, премиерно на голем концерт, 18 мај, Арена Борис Трајковски.
Ние загреваме побрзо, за вие да можете да ги забрзате работите. Користиме пареа за да создадеме совршена кора, за вие да ги усовршите вашите вештини. Правиме топлината да циркулира рамномерно, за да уживате во кругот на семејството. Ние печеме во чекори, за вие да можете да ги преземете следните чекори. Ние ќе готвиме, вие само уживајте. Нови OptiBake градни рерни од Горење. Горење. Во Македонија времето е релативно. Брат, ајде на по еден да. Пола сат и бегам. Доаѓате на концерт? Се гледаме на автер после! Ова е последен пат што доаѓам негде со тебе на пола саат. Добро, ај. Дај по еден да. Пашка, што се секираш? За пола саат си дом. Любителите на ненадмиливиот пеперминт зелен чај со нане. Нотата од нане го освежува деликатниот вкус на зелениот чај, обезбедувајќи особена свежина и удобност. Го препорачуваме за прилики во кои ви е потребно оживување на сетилата, good nature се разбира. Мирисот на топол леп е синоним за дома, а искусните знаат дека за добар леп најважно е брашното. За мене нема подобар избор од моето брашно од Кадино, број 1 во кујната. Секогаш кога имате потреба од финансиска подршка, М-Кеш е најдобриот избор, се случува брзо, без долги процедури и буквално за 5 минути го имате одговорот, а со првиот земен кредит влегувате во нивната програма за лојалност, со што стекнувате дополнителни поволности. Ете тоа се М-Кеш, подршка кога ви е најпотребно, М-први, М-брзи, М-најдобри, провери во М-Кеш. Ете така, ајде да позборуваме малку за некои луѓе од, да речем, професијата. На што ти текнува прво? Ако ти спомнам неколку, почнувам од Кристијан Габровски, Ристо Бомбата. Со Габровски е многу интересна приказна. Ристо Бомбата и Дарио и МиГ-21 тие 90-ти години беа едни од најљутите конкуренти. Значи, најголеми конкуренти бевме. Тоа не е неспорно, не се ни познававме лично. Значи, не беше дружба? Не, тоа беше така прилично добра конкуренција. Ние бевме еден фанк, урбан, јак. Они правеа, нели тогаш почнаа со некои такви шкакливи текстови, мрсни, полухумор, малку. Да. И тоа беше така подостапно за многу поширока публика, за широка популација. Да. Така да беа многу успешни во тоа време. И ја памтам дека ние сме имале на концерт во исти град, во исто време, ние сме имале 200 луѓе, он имале 2000 луѓе, затоа што биле во тој момент актуелни. Апсолутно. И нормално дека не бевме одушевени од тоа, така да можам да кажам дека во тоа време уопште не сум бил одушевен од него, како конкурент голем. Знаеш се, ајбе, кај овие прилепчани ја ломне направи, ајде. Али си признаваш, мислам, фер, што е. Карти се карти, да. Тоа е. Сега на друго место ќе идеме, па ќе поминеме ние супер и така натаму. Све беше окей, но имаше такви, нели, после години и години, така, нормално запознавање, контактирање многу ретко, јас одлучувам едно време да сменам екипа за снимање, кај кого да снимам. Ќе се водам по тоа со кого сум најблиску генерацијски, со кој можеме да се разбереме со поглед. Во тоа време он работеше доста јако. Се јавив, сакам да работиме, се изненади пријатно. Да, се изненади пријатно. Се видовме,
Ајде, фативме работа, почнавме една песна, после поголема пауза, друга, трета, албум направивме, друг албум Ако направивме. направите ли муаветот, онака? Па не се знаеше, Знаеш мислам, како? да, чудно беше. Сега, МиГ-21 и кучешка тенија, знаеш, овака контра, тотално други димензии. Сега работиме заедно и размислуваме многу слично, што е парадоксално и интересно. Да. Затоа што сме слична генерација, он е помлад нормално, и се разбираме неверојатно добро. Значи веќе и си се дружите приватно. Да, апсолутно. Се разбираме преубаво. Веќе ме научи одамна каков сум потабиет. Знае зашто ќе тупам, зашто ќе ситничарам. Пред да го слушнам, јас тоа го направил како што мисли дека сакам јас и секогаш сум 90% задоволен од прва. После ги доработуваме тие. А Александар Истовски принц? Со Принц исто е многу интересна приказна. Принц е многу помал од мене, нормално. Со Принц имаме упознаено филмски. Аха. Јас одам по улица, ми приоѓа млад дечко, чуден, екстравагантен малку, и вика, сакам да се упознаеме, јас сум, име ми каже или Принц, само ми кажа, Принц го гледам, заличува на Принц, викам, дечко, значи настапи многу урбано, градски, многу храбро, многу искрено. Ти си ми идол, јас обожавам фанк, ти ми даваш инспирација и желба дека можам и јас да направам свој филм во фанкот, како што ти си го пробил ледов тука. И ми кажа дека стварно слушам, многу ме слуша, дека дури мислам и дека слики, постери имаше од мене. Се упознавме. Малку им беше чудно на почеток, но он е вака кога ќе го видиш и ден денеска е малку ексцентричен, но е феноменално едно домакинско дете, градско, така, васпитано, значи и немам многу зборови. знае. Знае многу работи, многу е поткован и многу е нормален. Апсолутно. А јас со нормални луѓе можам многу лесно да се дружам без Има разлика. и прекрасна жена, Роза. Да, без разлика што работи, од каде, ако е нормален човек, немам никаков проблем. И до ден денеска сме не само соработници, не комуницираме нон-стоп, не се дружиме, но јас го почитувам и си го сакам као пријател, онака као многу Супер, приватно. баш во. Ај се одиме пак некој повозрасен. Драган Б. Костич. Ето, зборевме за радија, за тоа моќта влијанието на радиото. Костич беше алфа и омега за македонската музика. Мислам и за странска како диџеј пушташе. Значи беше буквално човекот кој ако те земе под свое, ти одиш нагоре. Значи сосем случајно му придовме, се упознавме, го повикавме, не слушна, беше одушевено таа наша енергија, тоа беше елан, полет, 79-80 година, New Wave, се наслушнува дека има негде у Лондон, а ние веќе свириме New Wave во Скопје. И тоа он ни го кажува, ние не знаеме дека е тоа New Wave. И тоа беше еден покрет, еден озбилен покрет. Значи, тука, во Македонија, се дешаваше во исто време на различно место. А интересна работа и со сопругата, ако не грешам, така ја имаш ќарено на свирка на Костич, односно кога пуштал музика или како беше? У диско турист. Така? У диско турист, нормално кај Костич. Значи заслужен и за кариерата и за приватно. Многу. Он има тон заслуги. Така да, нормално, кога ќе му кажеш пушти го тој сентиш, идеш, мојот сентиш, може да играме, мора. И завршена работа. Мислам, нема тука филозофија. Сентиш е балада за деца, да знаеш. Да. Бавна песна и игра сентиш танго тука. Тука ти е шансата. Стискавац малку. Тука ти е шансата. Да, и се молиш да пушти некоја подугачка песна, едно 5 минути да трае. За да дознаеш све, телефон, адреса. Да имаш време. И еве да завршиме со уште една легенда, Драган Мјалковски. Драган Мјалковски е еден од моите идоли, да ти кажам. Јас во животот можам да кажам дека за овие простори сум имал тројца идоли, пејачки. Од тука Драган Мјалковски. Значи, тоа ја бев мал дури тогаш. Знам дека и мојот татко го сакаше многу Драган Мјалковски. Со толку многу хитови, со таква фантастична кариера една во југословенски рамки, во 20 милионски пазар да бидеш звезда, тоа е за секоја почит. И мене ми е исто прилично криво што Драган, мене ми е чест што го познавам Драган лично,
кога ќе го видам ми е драго, се наежувам кога ќе го видам затоа што се познавам со една таква легенда. И криво ми е што мислам дека и он требаше и треба да добие многу повеќе бенефиции некакви од оваа држава. Тоа е на еден начин нашиот, не знам што сакаш, кажи Френк Синатра од каде. Апсолутно. Значи тоа е од овие простори и на прсти се бројат. Да. И другиот мој идол, на кој сум посебно се гордеам што ми е драг пријател и со кој се дружиме, тоа е Мики Јовановски Џафер. Џафер. Мојот пеачки идол. Да? Значи го обожавам. Омилен вокал ти е? Омилен. Цел живот го обожавам од тамо 80-ти години и можам да ти кажам дека пред извесен период на плоштад бев специјално отидов да го гледам Џафер. Како фан. Како фан. Му се јавив, му реков Били Айдол, мај айдол, доаѓам да те гледам. Отидов таму и вака го гледав. Среќен бев, као мало дете. Човекот е од сите нас што екзистираме на сценава у моментов од моја генерација, од сите нас е постар. На сцената он имаше повише енергија и ентузијазам од сите нас заедно. Значи ја му се дивам. Човек што може без проблем, поред своите хитови да отпее од Тото, Розана и Африка, без проблем. Свака част. Да, така. Така да тоа се тие двајца луѓе кои овде... А па какви му се па и неговите песни? Покрај неговите ти викам. Да, ги слушаш и си викаш тоа е историја. Значи една учебник гледаш, музички историја преку него. Вокал фантастичен. Као да има 25 години секоја чест. И третиот идол од балканските простори, прв, број еден и единствен, никогаш нема да има таков Здравко Чолич. Чолич? Никогаш нема да има таква харизма. Си бил во контакт? Тоа е исто едно од моите најголеми успеси, да ги кажам, во кариерата. За Драган и за Џафер се знаеме лично, се е убаво. Јас од Чолич сум имал како многу млад, како тинејџер, сум имал постери цела соба. Так. Значи ми бил буквално идол. И пред не знам, повеќе, многу години, во Охрид, нешто тука Џаро имаше умешано прсти, го донесе, ќе дојдеме на ручек, ќе седнеме у Охрид на езеро и ќе го донесам Чолич. Човече. Јас седам на маса, ќе спремаме ручек, мислам, ќе седиме на ручек, доаѓа Џаро, доаѓа Здравко Чолич. И јас сега нормално ми приоѓа, јако војник пред генерал, така станувам, викам... Господинот Чолич. Не, викам, здраво, драго ми е, јас сум Дарио. И пази сега, он ми вика, Здравко Чолич, мене. Аха, вика, добро. Ма дај, друже, нема проблема, па знамо се, знаш оно, мајко моја, роди ме. Значи, поголема награда. Полна душа. Сите награди, сите први места, сите хитови, сите златни, сребрени, бронзени статуи не вредат колку тој комплимент. Чолич ја сака нека биде што биде, а? Демек нема потреба да се упознаваме, се знаеме. Прејако. Значи тоа е за мене, тоа е едно страхопоштовање према една величина што сум го имал јас и тоа што сум го доживел и ден денеска ми е мерак и бев одушевен. Мислам, се дружевме тамо цел тој ручек. Нормално, како и сите, фантастична дружба, спонтаност. Предобар човек. Да. Мене кога ме прашуваат полно луѓе, знаеш, кој ти ви вака така, секогаш го одвојувам како он е класичен босанец, душа, срце. Човек во секоја смисла на зборот. Значи нула комплекс, нула его, нула некој си нема потреба, види. Лажење некако. Знаеш, со текот на годините сите ќе научат дека нема потреба од толку фолирање, од лажни гламури, од лажни сјајови. Зашто? Така. Значи, што си поголем, толку си поедноставен и поприземен. Тешко правило. Апсолутно. Ајде да се потсетиме на една голема песна, еден голем хит. Дупла жета, ама дупла водка ќе ја испееме. Ајде вижте тоа, па ќе завршиме што малку. Еден ден некаде некогаш, штом сите бајки ќе завршат,
Grb ќе ти свртат за секогаш, сите што без тебе не можат. Дојди без шминка, без изговор, на иста улица, исти број. Не треба насмевка, солца збор. Дојди, јас сум се уште тој. Сонце гледам, сонце не ме гре, дупла водка и веќе важно не. Кој те добива, кој те губи, јас те сакам, некој друг те љуби. Сонце гледам, сонце не ме гре, дупла водка и ништо важно не. Кај да си, еден ден ке сватиш, јас сум тој што чека да се вратиш. Кај да си, еден ден ке сватиш, јас сум тој што чека да се вратиш. МиГ-21, освен нели бендот, си заживеа и како име на Локалов, кој што доскоро го држеше. Не си веќе во угостителскиот бизнес. Релативно скоро, да. Така, се отараси. За среќа не сум, да. Се отараси среќно или тажно? Па тажно, Жал ти е? но не, уопште. Не ти е? Од тој аспект среќно, максимално среќно, затоа што не сум ја створен за таа работа. Ево јас ми зашо ти фалеше? Не сум ја за тоа, јас сум една педантерија која сака све да му е на место ова да биде. Овде, ова тамо. И кога не ми е така, можеш да замислиш кој како ќе стигне. Во угостителство тоа. Да. Јас сум за угостителство, ама ја и ти да идеме да седнеме. Да си седнеме па си пивнеме нешто, па не послужат фино, лепо како господин. А не јас да услужувам некого, да му правам муабет. Па набавки стигнало, не стигнало, каснат. Тоа беше една епизода од 3-4 години која на почетокот беше еуфорична, беше и добра. Потоа тие што не знаат, имаше кафич у строг центар на Скопје. Да. Но никогаш ништо не е онака како што страна изгледа, за било што. Буквално. Апсолутно. Во било кој сегмент на животот, така да не беше премногу успешна приказна. Фала Богу, на време се тргнав од таа работа, да, успешно го дадовме и не ти е битно криво. Да, нема веќе на грб тежина, знаеш, ми се тргна и после тоа фантастично се осеќав као пеперутка се осеќав, ти кажам, све сам на свое. Пак во угостителство нема шанси. Теорија нема, теорија нема. Готово. А околу овие работи имаш работено повеќе ствари, сме збореле. Беше во Космофон, си бил во Окта. Имаш во приватна радиостаница на фирма работено. Се тоа ми е малце, сакам да ми го обясниш. Што е тоа? Не приватна радиостаница, него јас бев новинар. Добро. Во тој рафинериски Окта весник. Добро. Интерен. И плюс таму има една разгласна станица и радиостаница. Шо врти тука во... Да, тука интерно и тука ги забавljаш, им пушташ музика, им читаш на актуелни вести, па и од свет, па и од... Да. Па и интерни вести, ова ќе се деси, ова ќе се соберете тамо, ќе се најдете крводарителски акции, чуда. И си пушташ музика, фактички диџеј и новинар, си пушташ што сакаш. Уредник новинар на компаниско гласило. Да. Пушташ малку народњаци, па малку баладички. Забава за втора смена, одиме и си пушташ твоја. Викаат дека ова е добра. Многу добра. Секој ден ќе ја пуштам у 9. Одлично. И ми ја пушташе мирис бензина, таа иде у Окта добро. Ма све им пуштав. Од Шолич. Тогаш имавме плочи, идев купував плочи брдо, ќе си знакупам плочи за потреби службени. Да. И тука вртиш плочи колку сакаш, пушташ, комбинираш народњаци, забавњаци, значи зашто да не им правиш тој саат, два да им го направиш поубав на луѓево на работа. Нормално. Да, видиш, интересна работа. Баш интересна работа. Сега во која фаза си? Работиш нешто или си уживаш во малце слобода? После работава у PR-от, у односи за јавност на Космофон, излегов и сега сум буквално... Добри, кафичот ти одземаше време сепак. Кафичот, да, тие 3-4 години бев тамо најмногу и после тоа сега уживам буквално во слободен и среќен уметник.
Тоа е добро. Да. Тоа е добро. Уживам у секој момент, у секој ден, у секој саат. Па таман ќе ги наполниш батериите за да избликне тоа после. Дај Боже, у дај нешто Боже. интересно. Пред да го чуеме и видиме новиот спот, нели, што да, би за сакал, песната супер. Какви се ова времења. Најдоброто од Македонија е тоа Good Nature чевите. Овде има и златен даб од Прилепска пивара и од KFC има попуст тука и клуб картичка за да се најде, за да се полнат батериите и на друг начин, и на друг начин да се наполнат батериите. 40 години, неверојатна бројка, нема што да губиме време да зборуваме за големината, за хитовите, за се. Јас си кажав и во најавата она што го мислам, стварно многу мене ми се тоа убави спомени што си имам и од детство и кроз растење со Добро, рече со дека си твојата пораснал музика. со моите песни, Буквално. пошто убаво си пораснал, значи добри биле песни. Добро е, да, неколку тебе. Не, таман си. Јас сум претера малку, ти си таман. Да. Така што нека се множат. Чулте Господ, фала ти многу, Жаре. Биде Фала ти така на и поканата. продолжи да не радуваш. Фала ти нека многу. има уште хитови. Фала. Крај на емисијата, сценаријата одат во нашата кантичка од Пакомак. Вие исто така бидете совесни, нели, знаете, селектирајте, сортирајте отпад и соодветно, нели, фрлајте го во кантите на Пакомак. Знаете, лименка со пластика си се фрла, стакло со стакло. Веќе сме ги зборувале овие работи и знам дека си го правите тоа што треба. Овде затвараме, тоа е тоа. Ви благодарам што не гледавте. Следна емисија имаме во недела, а како што рековме, ќе затвориме со спотот на Дарио. Значи, најновиот спот, какви се ова времења, гледаме што има ново. Дарио, пазете се од овие времења, опасно е, отварете очи. Какви се ова времења, на сите страни разни племиња. Мечтаевме за широки светови, а еве сме на пусти острови. Низ моите стари улици само некои луѓе непознати. Милион нови врати, сите исти безлични, а ни една од нашите капи ги носам моите спомени, гордо ко награди ордени. Тие вредат многу повеќе од сите овие празни животи. Ова не е градот што го знам, овде веќе никој не е насмеан. Брујат се где лоши вести, Боже, дали сонувам? Знам дека постојам, но не знам дали живеам. Ги носам моите спомени, гордо ко награди ордени. Тие вредат многу повеќе од сите овие празни животи. Ги носам моите спомени, гордо ко награди ордени. Затоа што вредат повеќе од сите овие лажни животи.
се ова времиња.